Здраво, јас сум Златка, млада европска амбасадорка и ова е најновата епизода на подкастот Lakeside Stories, кој што е во соработка со Europe House Струга и мрежата на млади европски амбасадори. Тука на овој подкаст дискутираме и разговараме за различни теми кои што се интересни и актуелни за младите од овој регион. Адресираме прашања од глобално и од национално значење, преку инспиративни приказни на нашите гости, кои што се надевам дека ќе ве мотивираат и вас. Овој пат заедно со мене е Даниела Нестороска. Јас сум многу среќна што повторно до мене имам една инспиративна млада девојка, жена. Даниела е психолог и има свој едукативен центар за психосоцијален и професионален развој за деца, млади и возрастни. Данче или Даниела, добре дојде на овој подкаст. Најпрво, како си? Се чувствувам супер, фала ви многу за поканата и мене ми е мило што сум тука. Јас и ти се знаеме и од претходно и отприлика знам со што се занимаваш, но денеска сакам да поразговараме малце повеќе за темата професионален развој, особено кај младите, со кои предизвици се соочуваат тие, кои вештини се потребни да се знаат, да ги имаат, да ги поседуваат и зошто е уствари битно младите како нас да работат на себе си. Според тебе кога започнува уствари тој еден професионален развој кај еден млад човек? Генерално професионалниот развој се смета дека започнува со изборот на факултет. Тоа е општо популарно знаење, да речам, меѓутоа јас би рекла дека професионалниот развој започнува многу порано. Можам да кажам дека започнува уште од основно училиште и се провлекува дури до средно образование. Например, еве работата на учителите, на наставниците, со нив започнува професионалниот развој. Ние уште додека сме деца учиме вештини кои што, да речам, животни вештини, кои што понатаму во иднина ни користат за да бидеме успешни во својата улога како професионалци. Например, учиме дисциплина, учиме добро однесување, учиме комуникацијски вештини. Сето тоа започнуваме да го учиме уште во основно училиште и потоа само го надградуваме во средно и потоа ако одлучиме да се запишеме на факултет. Баш тоа запишување на факултет, еве малце би се осврнала можда повеќе и на тоа баш и во овој период сега и така летен период, завршува и школото, многу млади се запишуваат и на факултет, се запишуваат и во средно образование. Дали во оваа ера на дигиталниот свет младите имаат повеќе слобода да го изберат својот пат или сепак чувствуваат како некој притисок во однос на одлуките кои што тие ги носат? Дефинитивно младите имаат многу поголема слобода. Меѓутоа, таа слобода е она што го носи, да речам, ризикот и последиците. Бидејќи од една страна, да, како што и самата кажа, ние сме во една дигитална ера, имаме многу благодети од таа дигитална ера, многу повеќе можности, многу поширок пазар на труд. Можеме да аплицираме за работа, за пракса, за студии во странство од комфорот на својот дом. Можеме да седиме на телефон, на лаптоп и да одлучиме каде сакаме понатаму да учиме и да се развиваме. Меѓутоа, баш таа можност за избор, можност за многу поголем избор во споредба со претходно, е она што ги носи последиците од аспект на поголемо ниво на стрес. Не знаеме што попрво да одбереме, каде да се обратиме. Пазарот на труд е многу поширок. Тоа значи дека колку повеќе опции имаме за развивање, толку поголема конкуренција имаме. Дали баш според тоа што го викаш, уствари ти за таа и конкуренција и за тој стрес кој што сите ние го доживуваме во различни периоди од нашиот живот, дали е во ред да не знае еден млад човек што сака? Сосема е во ред. Би рекла дури е типично за младите, не само за младите и за возрастните, да не знаат што сакаат во одреден период од животот. Што сакам да кажам со тоа? Незнаењето што сакаме и не може да се донесеме одлука толку брзо, не е ништо страшно, туку е нормален дел од растот и од развојот.
Значи самиот раст и развој нас на младите и на возрастните, бидејќи нели возрастните можат да решат да речеме да променат кариера, па и тие треба да носат некои други нови одлуки. Тоа е дел од нашиот раст и развој. Самото откривање на она што не интересира, што не исполнува, што сакаме ние да работиме до крајот на животот, тоа се случува во тој процес на професионален раст и развој. Бидејќи не е лесно да донесеш одлука која што ќе те следи буквално до крајот на животот. Дали сметаш дека младите во денешно време се потценети кога станува збор за нивниот потенцијал? Не би рекла дека се потценети, колку што би рекла дека не се доволно разбрани, бидејќи ние имаме една идеја за тоа што ние очекуваме од нив да постанат во живот, што да работат, што да учат, а младите имаат друга идеја. Тие имаат многу поголема слобода, веќе спомнавме, многу поголем избор, многу повеќе можности. Тие имаат поголем, барем тоа е мој впечаток, тие имаат поголем простор да ги истражуваат своите интереси, да ги развиваат своите потенцијали. И во самиот тој процес на истражување може да откријат дека сакаат, например, да продолжат да се развиваат професионално во некоја насока која што ние не можеме да ја разбереме. Има многу такви приказни, многу такви примери. Меѓутоа сметам дека наместо да кажеме дека ги потценуваме, дека се потценети, дека не ги разбираме доволно. Па можда тука е баш некој пример, ако еве веќе дискутираме и се навратиме малце на тој избор на факултет. Според мене доста е популарно, не знам баш кај нас дали е тоа популарно, но надвор во светот, особено во Соединетите Американски држави, таа gap year. Да. Ние претходно и баш имаме разговарано и на оваа тема дека можда и потребна таа gap year на некого и дека таа gap year уствари е доста период кој што за млад човек би значил како некое искуство за да се пронајде самиот себе си. Така да во тој поглед мислам дека можностите има можности премногу. Кои се тие вештини кои што секој млад човек треба да ги поседува без разлика на неговата професија? И колку според тебе формалното или неформалното образование има влијание врз сето тоа? Сметам дека најважни вештини не само за професионалниот развој, туку и за целокупниот развој на еден млад човек се прилагодливост на промени, комуникацијски вештини и критичкото размислување. Бидејќи тие се животни вештини, не се само вештини за успех во кариерата. И сметам дека се појдовна точка за успехот на секој професионалец. Сега од една гледна точка, формалното образование, факултетот, академските студии, моје лично видување е дека се понасочени кон теорија, отколку кон реална применлива пракса. И ако некој млад човек сака да ги развива овие вештини, не само овие, и многу други меки вештини, како што ги нарекуваме, треба да се прислони кон неформалното образование, односно кон менторството, праксата, мрежувањето и неформалната едукација. И за тоа да го направи, спомнавме дека слободата на избор е поголема во споредба со претходно, па од тука и поголем е изборот на можности каде можеме ние како млади лица да најдеме извори и ресурси за да ги надградуваме тие вештини. Не мора да бараме професионални форми на едукација или формална едукација. Можеме едноставно да најдеме некој искусен професионалец и да го прашаме дали би можел да одвои еден час од неговото време, да ни одговори на некои прашања кои што нас многу би ни значеле. Има многу организации кои што работат на неформална едукација, каде што може буквално бесплатно само да одвоиме неколку часа од своето време и да имаме желба и да учествуваме дополнително да се едуцираме. Без оглед на тоа дали
ќе станува збор за овие вештини кои што јас ги спомнав или за други вештини кои сметаме дека би ни биле од корист? Па ја тука искрено би додала можда и тоа само учење, кое што мислам дека и за време на короната беше доста популарно и искрено и јас тоа само учење во тој период кога има стварно премногу време го искористив максимално. И сметам дека и во вакви моменти доста помага. Сега ако правиме веќе муабет за еден таков напредок на еден млад човек и професионално, но и генерално еден развој, како може еден млад човек да се движи напред дури кога нема план, дури да ги затоа што понекогаш дури ние како млади луѓе ги имаме тие вештини кои што сега ги напоменавме, но сепак немаме некој јасен план за нашата иднина. Самото тоа што немаме јасен план не значи дека по автоматизам ние не можеме да напредуваме. Дел од процесот е да се пронајдеме себе си, она себе откривање. Дури кога немаме јасен план каде се движиме, во која насока се движиме, доколку ние ги истражуваме нашите интереси, ги развиваме нашите потенцијали. Пропратно стекнуваме нови увиди за себе, откриваме некои таленти, откриваме што е она што не интересира, што е она што не исполнува, и секој чекор во таа насока е чекор напред. Независно колку е мал тој чекор, сепак е чекор напред. Тоа значи дека и покрај тоа што немаме јасен план, во која насока професионална сакаме да се движиме, тоа не значи дека ние не се развиваме, дека не се движиме напред. Од тука би рекла дека воопшто не е страшно, ниту представува проблем да немаш јасен план за движење напред. Кога веќе разговараме за тоа, за тој чекор да се направи, сега прескоро и ти направи еден твој, да речам така, доста голем чекор за твојот личен професионален развој. Имаш свој едукативен центар за психосоцијален и професионален развој за деца, млади и возрастни. Како уствари се осуди или што те натера уствари да го отвориш овај центар? Сметав дека имам што да му понудам на мојот град. Разбирање, поддршка и безбеден простор за раст и развој на секој дете, секој млад и секој возрасен. Меѓутоа, главната причина е повеќе емоционална, отколку, да речам, од професионални побуди. За мене, иселувањето странство и можностите надвор од нашата држава не беа опција едноставно. Сакав да останам тука, во мојот град, каде што израснав, и сакав баш тука, покрај моето семејство, мојот партнер, да создадам нешто мое, каде што ќе можам не само да работам, туку да ја живеам работата. И од тука и идејата, кога веќе чувствувам дека можам нешто да придонесам, да почнам од некаде. И тоа почнување од некаде беше да првичното носење на одлуката дека сакам да создадам нешто мое. Самото носење на одлуката не беше лесно, бидејќи нели сепак сме мала заедница и се уште постои таа стигма околу важноста на менталното здравје, работата на себе, психолошкиот и социјалниот и професионалниот развој. Меѓутоа, од друга страна, ако јас не верувам во себе, не можам да очекувам другите да веруваат во мене. И тоа беше појдовната точка да се охрабрам и да го создадам едукативен центар Прогрес. Сметам дека како што можеме да учиме вештини, технички вештини, како што можеме да учиме јазици, како што можеме да учиме, не знам, боречки вештини, исто така можеме да учиме и како добро да се однесуваме, како да се сакаме себе си, како да работиме на себе. И ете, мојот едукативен центар сакам да прерасне во безбеден простор во кој што секој млад, секој возрасен,
секое дете ќе може да дојде да се чувствува како дома и да ја добие потребната поддршка што му треба. Според мене, кога станува збор за некои вакви чекори професионални во нашиот живот, ево, како твојот пример, поддршката од најблиските е едно од најважните. Како реагира твоите пријатели, твоето семејство? Моето семејство и мојот партнер секогаш ми биле најголемата поддршка во животот и јас сум секој ден благодарна што ги имам. Не можам да кажам дека беа изненадени, меѓутоа беа доста загрижени, еве, ако можам така да го наречам тоа, бидејќи со доза на скептицизам се гледа кон општо кон менталното здравје, грижата за менталното здравје, па ние сме мал град, мала заедница, се уште постои стигма околу менталното здравје, па дали ќе успее, дали нема да успее. Меѓутоа, решив дека ако се фокусирам на тоа што ако не успее, ќе немам доволно време да се фокусирам на тоа што ако успее. Па од тука решив да гледам само напред и да го правам она што најдобро го знам, она за кое што сум учела, она за кое што имам искуство и да се надевам да верувам во најдоброто. Како што спомнав претходно, ако јас не верувам во себе прва, не можам да очекувам другите да веруваат во мене и во помошта и во поддршката што можеме да ми ја пружиме кај нас во центарот. Како изгледа кога еден човек ќе дојде кај тебе во центарот? Како реагираат возрастните, како реагираат младите, па и децата? Првата реакција беше од првиот гостин, да речем гостинка која што дојде кај мене во центарот, беше мојата внука, таа има 5 години. И таа кога дојде со очињата на секаде, има многу играчки, едукативни игри и нејзината реакција беше: "Тета Данче, овие играчки се многу поинтересни од оние градинка." И мене тоа многу ме усреќи, бидејќи со многу голема внимателност, со љубов беше секој детал биран и се радував што ете дури таа што има 5 години забележа дека навистина се со љубов и со труд одбрано. Вториот гостин, еве да речем, кој што дојде во центарот, беше возрасна особа која што искоментира дека што е убаво како дома. И јас тоа го сфатив како најголем комплимент, бидејќи навистина се трудев да биде топло, да биде безбедно и секој што ќе дојде да се чувствува како дома. Во однос на професионалниот развој кај младите, кои услуги ги нуди Сдруженијето? Што се однесува до професионалниот развој кај младите, Едукативен центар Прогрес нуди кариерна поддршка и менторирање во процесот на барање работа, пракса, избор на факултет или друга насока за професионално развивање. Меѓутоа, помагаме и ги поддржуваме на младите доколку им треба помош за завршување по специфични задачи, како например пишување CV или оптимизација на LinkedIn профилот. Освен тоа, ние сме тим од лиценциран психолог и дипломиран социјален работник, така што сме тука и за психосоцијална помош, поддршка и советување. Во план ни се многу едукативни работилници и предавања, па се надеваме дека ќе има интерес и дека ќе можеме да ги поддржиме на тој начин младите во нашиот град. Супер, баш ми е драго. Сега за крај, која е на таа работа која што секој млад човек може да ја направи уште сега, уште денес, за да има утре подобар ден? Еве, не мора да биде конкретно за професионалниот развој, туку општо за убав ден. Секој од нас пред спиење може да си даде по 10 минути, еве да кажеме, да размисли за денот што го поминал и да издвои барем 3 работи за кои што е благодарен. Практикувањето на благодарност е многу позитивен начин да си го подобриме денот, но не само и денот и животот ако редовно го практицираме. Ти благодарам многу, Даниела, што беше дел од оваа епизода и ти посакувам уште многу успеси. Благодарам и вас, се надевам дека уживавте, па се гледаме во наредната епизода.